Добре, криптоентузијасти, не чека голема работа денес. Значи, покрај основната и традиционална техничка анализа, која што ја правиме во среда, денеска ќе направиме испоредба со некои други аналитичари кои што работат исто во оваа сфера и кои што се дел од Криптовалути Македонија, како нели дел од оваа заедница, па сакаме да ви покажеме некои различни мислења во однос на тоа што овие аналитичари очекуваат од самиот пазар, со тоа што повторно ќе кажеме на крајот од денот треба да направите сопствена оцена и да направите сопствена анализа на тоа каков тип на ризик ви е прифатлив и дали би сакале да бидете дел од криптосекторот во овој момент или не. Во секој случај, значи, ќе обработиме многу вести, имаме некои интересни работи кои што досега не сме ги работеле, како што е, например, моменталната ситуација со новите вести од страна на Фед. Ќе споредиме делови со очекуваните значи, извештаи на 10 март, кој што е извештајот за невработеност во Република во Обединетите Американски држави, како и на 14 март извештајот за инфлација, исто така во Обединетите Американски држави, кои што се исклучиво важни за тоа што понатаму ќе прави Федералната резерва со саплајот на, односно со залихата на долари во оптек во светот, со тоа што исто така ќе направиме традиционална анализа како на DXY индексот, каде што ќе испоредиме нашата со анализата на уште 20 аналитичари, истото ќе го направиме и со Биткоин, пред да продолжиме со некои интересни различни индикатори со цел да видиме каде се наоѓаме во самиот циклус. Со тоа што прво сакам да започнем со самата листа на ликвидации, односно знаете и сами, ова е CoinGlass Liquidation Data, која што ја користиме постојано со цел да видиме дали ваквиот пат на пазарот моментално е предизвикан од некаков тип на short и long ликвидации. Можеме да видиме дека тоа не е случајот, со оглед на фактот дека во последните неколку денови ликвидациите се во нормална количина, колку што и би можеле да бидат на еден нормален ден. Значи немаме ништо повеќе од 50-58 милиони, кој што може да видите, тоа е сосема нормално за еден нормален ден во тргување. Така да, тоа е битно да заклучиме дека првенствено можеме да видиме според оваа табела дека не станува збор за масовна ликвидација како што е тоа во оваа ситуација овде, каде што имавме големи лонг ликвидации кои што предизвикаа првенствен пат на пазарот, додека во претходните неколку денови имаме сосема нормална работа на пазарот. Сега, кога веќе не се ликвидации, нормално треба да видиме што уствари тоа го предизвикало, а тоа е значи дедово Джером Пауел, кој што е уствари и главниот на Федералната резерва на Америка. Значи да не навлегуваме сега повторно што уствари истата представува, во кратки црти за оние кои што не се во текст на нашиот канал, би ги замолил да преминат преку обуката која што имаме спремно, значи тоа е онаа техничка анализа, цела плейлиста низ која што имаме објаснување за сето ова. За жал, не можеме да се враќаме на повторно, затоа што може да видите дека имаме премногу материјал, доколку би објаснувале се повторно и повторно, би било предолг материјал. Така да во оваа ситуација, она што треба да го знаете, на кратко, е дека Федералната резерва е она која што е задолжена за принтање на нови доларни средства, а во исто време истата е она која што ги позајмува овие средства на банките. Така да банките должат каматна стапка назад кон Федералната резерва. Во оваа ситуација веќе имаме воспоставено доста висока каматна стапка, поради тоа што самиот Фед во претходниот период беше доста, како што велат они, хокиш, односно ги зголемуваше овие каматни стапки нагло и многу. Во последните 40 години не сме виделе такво зголемување. Сега, ваквите позајмени средства моментално треба да се вратат по стапка од 4,75 проценти како интерес на она што е позајмено или она што било претходно позајмено од страна на банките од Федералната резерва. Со тоа што до сега Федералната резерва на сите состаноци претходни, значи ни кажуваше дека 5% е онаа посакувана, да речем, каматна стапка која што би била доволна за да го врати инфлациониот индекс до 2%. Тоа беше до сегашната ситуација во која што Федералната резерва постојано напоменуваше дека 5% ќе биде фактички максималната каматна стапка која што според нив е доволна за постепено да се вратиме на 2%. Сега, каде е овде проблемот? Моментално, значи, беа повикани представниците, односно Джером Пауел, да говорат пред Сенатот на Капитол Хил во Вашингтон, односно во оваа ситуација истиот беше испрашуван за тоа што се случува со практично неговата примена на rate hikes, зошто е тоа така, што очекува понатаму, и верувајте ми, ова беше непријатно искуство за него, можам да ви кажам, значи беше доста шиканиран моментално кога беше, нели, кога одговараше на самите прашања. Проблемот е во тоа што, значи сега ќе објасниме, да речем, во поопширен момент, значи од каде потекнува падот на пазарот моментално.
Знаете и сами многу пати разговараме дека пазарот не сака нестабилност, односно пазарот сака дури ако се негативни вестите да ги знае пред време, со цел истите да може постепено да ги пресмета и да ги вгради во својата цена. Зошто го велам тоа? Кога ние очекуваме дека и понатаму ќе остане пазарот со следна 0,25% rate hike, односно покачување на оваа каматна стапка, се беше во ред. Немавме некој масивен пат, немавме никаков фад, значи се беше во ред. Додека во оваа ситуација, значи истиот моментално излезе пред овие сенатори кои што го испитуваа и кажа дека тоа не е доволно. Односно истиот веќе спомна дека и понатаму ќе мора да се зголемува, сега веќе повикува на 6% каматна стапка, која што нели постепено треба да се зголеми уште неколку пати од моментално на 4,85 за да стигнеме до 6. Каде е овде проблемот? Колку повеќе се зголемува каматна стапка, толку повеќе се враќа стравот на пазарот. Многу пати го разговаравме ова, зошто? Затоа што се поскапо е да се позајми од Федералната резерва одредена количина на пари, затоа што се поголема е каматна стапка по која што понатаму треба да се вратат. Дополнително, оние кои што веќе позајмиле, затоа што таа каматна стапка е нормално, кој што можеме да видиме динамична, значи постојано се качува, така да гледате што може побрзо да ги вратите овие пари, затоа што се повеќе ви се зголемува каматата по која што ќе треба да ги вратите. Поради оваа причина се врши рестрикција на пазарот, односно ги терате фактички економските субјекти не само што да не позајмуваат, туку и побрзо да ги вратат парите и на тој начин да го затворат својот бизнис за потенцијални, да речем, обновувања или проширување и слично, и затоа и гледаме многу големи броеви на, да речем, отпуштени лица од страна на овие големи компании како што е на пример Google, Tesla и слично, затоа што се обидуваат што може повеќе да го намалат својот бизнис во овој момент, затоа што нема експанзија. Не се потребни овие лица, а ваквиот трошок на компаниите ќе им донесе помала заработувачка. Фактички, нивните, она што моментално го прават, ова зголемување на каматна стапка, директно делува на невработеноста во Америка, кој што е вториот инструмент кој што го користат за цел да утврдат дали и понатаму треба да продолжат со rate hikes, односно првиот ни е невработеноста, вториот ни е самата стапка на инфлација. Каде е сега овдека главниот проблем? Значи, моментално невработеноста во Америка, знаете, и сами е на рекордно ниско ниво. Предходниот степен на невработеност во текот на јануари беше нешто невидено, односно истата падна на 3,4%, каде што 4% веќе се рачуна како, да речем, негативна зона. Се рачуна дека после 4% веќе има криза во самата држава. Со тоа што моментално гледаме дека уште од претходната година во овој период, значи самата невработеност се движи од 3,7 до 3,5, со ова е прв рекорден ваков тип на невработеност, 3,4. Е сега, зошто е ова битно? Битно е затоа што ова и понатаму и дава сила на Федералната резерва да продолжи да става rate hikes, односно и покажува дека економијата е доволно силна, односно гледате дека се уште нема покачување на невработеноста доволно за да се приближи на овој критичен левел од 4%, каде што веќе Федералната резерва ќе знае дека мора да престане со рестриктирање на економијата. И поради тоа што и претходниот месец добивме ваква рекордна ниска невработеност, која што веќе спомнавме неколку пати, по се изгледа е резултат на не невработеност, туку на парцијални, односно оние повремени вработувања кои што се уште, нели, сепак мораат да бидат регистрирани. Практично во случајов имате на некој начин маска. Зошто е тоа така? Затоа што во нормална економија, доколку вие имате една работа и земете втора работа, вие се рачунате како два пати вработа. Што значи дека вие намалувате стапката на невработеност. Тоа значи во ситуацијава дури да е лоша економијата и луѓето да се принудени да земат втора работа, за жал ќе го намалат овој индекс уште повеќе. И на тој начин кога ќе го намалат овој индекс уште повеќе, вие фактички не ја гледате реалната слика за невработеност. Но тоа моментално на Федералната резерва ја одговара, затоа што и понатаму со ниска невработеност можат да продолжат да ги дигаат каматните стапки и понатаму. Затоа што им покажува дека наводно економијата е се уште доволно силна за тоа да го поднесе. Е сега, ваквата нова стапка за невработеност ќе добиваме на 10 март за месец февруари. Што значи дека се уште е потребно на Федералната резерва да види каква ќе биде новата стапка на невработеност, за да знае што да прави понатаму на следниот состанок кој што ќе биде на 21 и 22 март. Односно 22 март ќе излезат со конкретна мерка за тоа дали понатаму ќе ги дигнат значи оваквите мерки, односно ќе ја дигнат rate hike-от, дали ќе дозволат уште поголема каматна стапка или пак ќе престанат или ќе намалат. Но реално моментално изгледа дека ќе ја дигнат и понатаму. Зошто го велиме ова? Значи самиот Джером Пауел
пред сенаторите изјави дека, значи тоа е многу, како да кажам, неочекувано, значи на претходниот состанок кажуваше дека се е во ред, за сега најден само заради тоа што има мала стагнација на инфлацијата, да кажува дека мораат уште појако и уште посилно да ги зголемуваат рейт хајксот, со тоа што моментално, значи иако не напомена колку, значи само кажа дека голема е веројатноста, значи нели, не го кажа тоа сигурно, дека се размислува 0,5 односно 50%, 50 basis points, они ги нарекуваат 50 поени, но тоа во да речем лаички кажано, значи 0,5%, што значи дека наместо да дојдеме до 5, ќе дојдеме до 5,25% рейт хајк, кој што не е виден многу долго време. Сега, не само тоа, туку не е видено ни волку драстично зголемување толку брзо, а он моментално повикува на уште побрзо зголемување, односно оно што сака да го каже е дека дури оној распоред кој што го имаме за состаноци на Фед може да се смени и може да се забрза, односно да направат да имаат почести состаноци на кои што и понатаму ќе одлучуваат што понатаму да се прави. Зошто е тоа така? Затоа што и самиот кажува дека значи на некој начин се намалува времето во кое што треба да се намали и кор и CPI инфлацијата која што моментално стагнира само еден месец. Зошто велам? Значи нормално ни покажуваат самите податоци. Значи, од септември до октомври е пад од 0,5. Од октомври до ноември е пад од 0,6. Од ноември до декември е пад од 0,6. Сега проблемот е што од декември до јануар падна само 0,1%. Слично на тоа е и моментално кор инфлацијата, разликата е како што кажав и претходно, во тоа што CPI инфлацијата содржи и цените за горива и цените за храна, кои што се исклучиво волатилни во овој период, затоа и процентот на намалување на кор инфлацијата е многу помал. Гледаме дека имаме 6,6 на 6,3, на 6, 5,7 и моментално од декември за јануари 5,6. Што значи дека и кор и CPI инфлацијата се намалени само за 0,1%, што е уствари главниот страв кој што моментално го напоменува Фед како причина дека треба да се зголеми уште побрзо, уште повеќе ова каматна стапка на позаемуваните средства од Федералната резерва со цел и понатаму да се продолжи со намалување на количината на долари на пазар. Односно, ова е значи посебна, значи M2 може да најдете многу едноставно и на самиот TradingView, но еве овде ќе ја покажам, што не е толку битна. Значи можеме да видиме дека supply на долари, ова се милиони, практично 14.600.000 милиони фактички испринтани нови средства, со тоа што овој голем наплив кој што го направи во текот на COVID моментално мора да го намали. И гледаме таквото намалување моментално се случува, затоа и паѓа и инфлацијата во овој момент, со тоа што јас само ќе го отворам овој дел за да видите. Значи гледаме дека постојано се намалува количината на доларите на пазарот, што уствари е и причина доларниот индекс да оди нагоре како што тоа беше во претходната цела година, но со моменталната ситуација во која што се најавува дека и понатаму ќе продолжи со rate hikes, видовме одма пресврт на пазарот, каде што доларните индекси почнаа да растат, додека останатите пазари како што е традиционалните пазари и криптопазарите почнаа да паѓаат. Зошто? Затоа што и понатаму, значи верува самата Федерална резерва дека треба да продолжи со ваквата политика на зголемување на каматните стапки со цел да се намали овој индекс на преголема количина на долари на пазар. Че ова е таа количина на принтање на доларни средства, каде што гледаме дека ваквото намалување и враќање на овие средства само што започнало. Значи гледајте уште колку треба да се намали за да дојдеме до некои нормални нивоа, пример пред самиот COVID. Со тоа што ова е таа инфлација за која што ние постојано разговараме, односно ова е како ве прават и понатаму посиромашен. Гледате вие дека постојано се принтаат нови пари, че ова е уште од почетокот, откако е забранета фактички, од кога не, 70-тите некаде е затворена златната резерва, но може да видиме дека од тогаш експоненцијално постојано се принтаат нови доларни средства, кои што и понатаму ја намалуваат куповната моќ на доларот, односно вашата куповна моќ, а со тоа предизвикуваат поголема инфлација која што уште толку штети и на општеството и директно на вас преку намалување на куповната моќ. Сега, во оваа ситуација оно што можеме да заклучиме е дека сето оно што го кажуваше Федералната резерва до претходниот митинг паѓа во вода, односно и понатаму продолжуваат со зголемување на каматните стапки, така да поради оваа причина мора да земеме во предвид че оно што постојано кажуваме. Не можеме да направиме една анализа и да се надеваме дека се ќе оди понатаму, значи во истиот тек како што очекуваме нели самите, мораме постојано да го следиме економскиот тек, економскиот циклус на традиционалните пазари, затоа што сме
директно поврзани со истиот. Односно, колку повеќе се зголемува вредноста на DXY, толку повеќе ќе се намалува вредноста на сите криптовалути. Така да ова е тоа што постојано го кажувам. Постојат некои работи кои што не може да ги планирате на пазарот. Чи сите, да речам, институционални, зборуваме сега во оваа ситуација, аналитичари на традиционалниот пазар, значи постојано кажуваат дека тоа е тоа, дека кога ќе дојдеме до 5% истите ќе останат некој подолг период додека да се намали инфлацијата и на тој начин ќе дојдеме до ситуација во која што ќе се регулира се и ќе можеме да добиеме следен bull market. Сега наеднаш го сменија својата политика, тоа е уште пожално кога доаѓа ситуација во која што ние зависиме од тоа како еден борд на дедовци ќе се одлучат што понатаму ќе прават со економијата, за жал тоа е реалноста. Така да таа корумпирана економија која што се обидуваме да ја победиме. Имајте во предвид дека останува на 10 и 14 март клучно да видиме каква е стапката на инфлација и стапката на невработеност, со тоа што уште еднаш ќе напоменам дека доколку добиеме намалување на невработеноста, односно не дај Боже да добиеме помалку од 3,4, рачунајте дека ќе зголемат и можеби повеќе од 0,5%, додека уште еднаш доколку добиеме стагнација на инфлацијата, односно на пример од 6,4 да падне само на 6,3, автоматски може да очекуваме дека и понатаму, значи ќе зголемат со оние стапки кои што досега требаше да престанат, но очигледно тоа нема да се случи, со тоа што и сенаторите на ова сослушување го напоменаа тоа дека на овој начин на вистина ќе влезат во рецесија, што на некој начин лошо за целата економија, односно не значи дека нема да има bull market, не значи дека ќе одиме до нула, значи дека bull маркетот ќе биде малку одложен. Односно би напоменал за оние кои што се малку, да речем, во овој период нови на пазарот, тоа е добра вест за вас, затоа што ќе се дојде до ситуација во која што на некој начин цените ќе паднат уште малку дополнително надоле и ќе ви дозволат да купите повторно на некои нивоа пред овој памп кој што го добивме на почетокот на оваа година. Сега, дополнително за ова сакам да го спомнам и ваквиот investing.com на некој начин анкета која што е направена, во која што знаете и сами постојано го споредуваме, значи земени се во превид многу голем број на луѓе кои што користат самата страна и нели одредени трейдери, инвеститори и слично, каде што истите даваат своје гласање за тоа што очекуваат од следниот состав на Федералната резерва. Ако се сеќавате, во претходната анализа беше обратно, односно се очекуваше 0,25% и оприлика да биде, значи во 70 и нешто проценти од случаевите по гласањето се очекуваше да биде 0,25% rate hike, додека сега моментално е обратно во кое што 70 и повеќе проценти од гласачите веруваат дека ќе имаме 0,5% rate hike, што верувам дека негативно ќе се одрази на пазарот, нормално очекувано е тоа, со оглед на фактот дека на тој начин ќе дојде до и понатаму зголемување на вредноста на DXY, што не носи моментално до анализата на DXY. Значи прв и еден од најголемите проблеми кои што ги имаме моментално е тоа што само што направивме нов врв на дневно ниво, односно гледаме дека го победивме претходниот. Така, што тоа што ако се сеќавате разговаравме дека промена на трендот настанува кога ќе направиме врв и повисок врв и потоа ако направиме успешно и повисоко дно, значи дека сме го прекршиле трендот кој што го имавме надолу, иако тоа останува да видиме дали ќе се случи, но моментално ваквите постапки на Федералната резерва и понатаму покажуваат дека е можно повторно качување на вредноста на DXY. Односно, пред да направиме соодветна анализа, би сакал да погледнам што имаат да кажат другите аналитичари. Односно, првата анализа ни е од Марио Саздов, додека втората ни е од Стојанов Ѓорги. Со тоа што би сакал прво да ги напоменам работите кои што они ги гледаат на чартот, а потоа ние ќе се вратиме на нашата стандардна анализа и ќе видиме дали се согласуваме или имаме различно мислење од нив. Во оваа ситуација, значи, Марио Саздов, еден од поискусните на групата Криптовалути Македонија, морам да признаам, кој што е и малку перма бер, но нели во тоа мораме да се разликуваме малку, на крајот од денот секој има право на сопствено мислење. Значи, гледаме дека истиот очекува високо качување на индексот на DXY, кој што, како што можеме да видиме, кореспондира со претходниот локален хај во оваа ситуација, негде околу 107-108 практично би било очекување негово, со тоа што моментално очекува да имаме она што го добивме, односно практично постигнување на овој врв, корекција до ова ниво и потоа повторна корекција нагоре до 108, каде што не знам што понатаму очекува истиот, но со оглед на политиката која што моментално гледам во Федералната резерва, која што нормално верувам дека и он ја земал во анализата која што е направил, е нешто што очекуваме и понатаму да продолжи да ја крева вредноста на DXY, затоа што се враќа до вербата во доларот, поради тоа што очекуваат дека ваквото намалување на количината на долари на пазарот нормално ќе ја крене неговата вредност.
Така да веруваме дека многу од инвеститорите ќе ги променат своите средства кои што моментално ги имаат во да речеме ризични категории како криптовалути, да речем ресурси или пак во случајов традиционални пазари, да речем хартија од вредност, би ги вратиле назад кон доларот кој што во случајов очигледно со оглед на фактот дека Фед продолжува со рейт хајкс, тоа како што кажа и сами со забрзано и со зголемено ниво на рейт хајкс, што е не знам што да кажам. Значи во оваа ситуација тоа одговара на самата анализа и е сосема на место. Морам да го поздравам ова што го направил Марио Саздов, со тоа што сакам да напоменам дека ние го имаме истото овдека, ако може да погледнете. Разликата е во тоа што ние го имаме ова поле, кое што кај Марио е оваа тренд линија, само момент. Значи оваа тренд линија која што ја гледаме, која што кореспондира на овој врв, кај нас е ова поле кое што е формирано, гледате овде. Само момент. Значи може да погледнете, ваквото поле е формирано од врвови кои што ги имаме. Само проблемот е што на дневно ниво ќе биде тешко да ги најдам, ќе се вратиме неделно за да можеме да образложиме. Значи гледате, во оваа ситуација овде ќе имаме една свеќе кое што е во обратна насока, за разлика од целиот овој бран надолу. Така да таа е онаа свеќе која што ни ги поставува горната и долната граница каде што моментално и се наоѓа самиот чарт. Можеме да погледнеме, само момент да го вратиме назад. Значи еве вака. Значи можеме да погледнеме дека буквално во ова поле претходно сме имале корекција пред да продолжиме надолу. Овдека исто така. Значи гледате и сами дека овој врв кој што го нашол Марио Саздов е уствари точно на горната граница на ова поле, додека на долната граница исто така имаме корекција овдека, која што моментално ја задржува цената од продолжување нагоре. Така да ако погледнеме на дневно ниво, ако се вратиме назад, можеме да видиме дека освен тренд линијата која што ни потекнува уште од оваа корекција, head and shoulders која што имаме овдека, значи можеме да видиме дека таа ни е следната пречка за движење на цената нагоре, но може да видиме, значи од нашата проекција, од она што сме го анализирале, дека горната граница на ова поле кореспондира со неговата мета која што ја има со овој потенцијален врв овде и тоа точно кореспондира 107.697, ако погледнеме и кај нас, значи кореспондира 107.611 кај нас. Така да е доста блиску до она што и истиот го очекува. Сега, нормално, логично е да се очекува ово, со оглед на фактот дека ваквата промена на политиката на Федералната резерва, која што не беше очекувана, може да го забрза растењето на доларната вредност, а со тоа да ги намали вредностите на криптовалутите. Не заборавајте, се зависи од 10 и 14 февруари, 10 и 14 март, кога ќе добиеме извештај за невработеност и кога ќе добиеме извештај за инфлација, кој што доколку се, како што кажавме, невработеност останува намалена, а инфлацијата не се намалува со текот кој што го очекуваме, односно забрзано, овие 0,456%, во таа ситуација можеме да очекуваме дека Федералната резерва ќе продолжи со она што веќе го најави, со повисоки и почести рейт хајкови, и на тој начин можеме да очекуваме дека доларниот индекс на вистина ќе го достигне ова можеби и повисоко, затоа што како што кажеме главниот двигател на пумпањето на DXY и на доларот е тоа што Федералната резерва со ваквите рейт хајкс ја намалува количината на долари на пазарот. А знаете и сами дека според нормалните економски правила, колку повеќе нешто го имаме на пазарот во помала количина, толку повеќе истото вреди. Нели? Она правило на залиха. Сега, да видиме што кажува на тоа и Стојанов Ѓорги, кој што според оно што го разговаравме на нашиот чат, значи кажа дека е претежно трейдер на валути, истиот не се занимава толку многу со крипто, но ни даде некои интересни работи кои што ги очекува во DXY индексот, кој што можеме да видиме овдека. Така да можеме да видиме дека истиот на некој начин буквално истото го очекува и како јас и моментално што го очекуваме тоа со Марио, односно гледате дека и неговиот дроп левел е на 108,336, он малку помалку да речем од нас двајца, но како и да е, гледате дека буквално кореспондира со нашите анализи дека се очекува доколку ваквата политика на Фед продолжи нагоре, тоа да биде моментот каде што ќе добиеме корекција надолу, следна на DXY доколку продолжиме нели со ваквата хокиш политика на Федералната резерва. Така да гледаме дека истиот откако ќе ја добиеме, значи според она што успеам да го забележам, затоа што ова е малку нејасна анализа, значи он ни ги испрати овие две, со тоа што гледаме дека 108,3367 е на некој начин ниво од кое што во случајов очекува да имаме корекција надолу. Значи гледате моментално се наоѓаме во овој момент и верувам дека истиот го гледа ова како нели постојани корекции надолу во следниот бер маркет што и ние го очекуваме од страна на доларната вредност, во моментот кога конечно ќе престане Федералната резерва со рейт хајкс
и иако ќе има период на кој што моментално верувам дека ќе се задржи овој rate hike, односно овие каматни стапки, верувам дека постепено нормално ќе дојде момент, можеби на крајот на оваа, можеби на почетокот на следната година, кога конечно ќе почне да ги намалува овие стапки. Но прво и најбитно е моментот кога ќе престане да ги качува. Во тој момент верувам дека веднаш ќе се изгуби интересот за доларот, како што тоа се случи на почетокот на оваа година, кога конечно почна да ги намалува стапките по кои што се движи нагоре со покачување на оваа каматна стапка, нели, overall, генерално. Така да гледаме дека истото го очекува и Ѓорги, да се надеваме дека тоа ќе го постигнеме, затоа што тоа ни е многу потребно за да влеземе во следниот bull market, но гледаме дека на некој начин има иста представа и едниот и другиот аналитичар во овој дел, со тоа што, пак ќе кажам, значи ова ќе настане само доколку добиеме неполни извештаи на 10 и 14 март, кој што нормално ќе ги анализираме уште еднаш пред да дојдеме до состанокот на 21 и 22 март. Со тоа што јас повторно би сакал да навлезам уште еднаш малку во оваа анализа од наша страна, значи можеме да видиме дека тоа активно може да го проследиме и на значи на самиот маркет цифер, односно гледаме дека имаме солидна корекција нагоре. Потврда за MACD, која што сигналната и базичната линија се разделени. Гледаме дека и RSI се движи нагоре, иако моментално е на 63, има уште цели 7 поени пред да дојде до прекупен на овој, нели, индекс. RSI е исто така доста добро коригиран, значи има уште 43-44 нагоре. Гледаме дека моментално го имаме и VWAP кој што е во нагорна линија и многу битно е тоа што го имаме и самиот индекс на прилив на пари во оваа сфера, што значи дека се повеќе и повеќе се враќа, гледате овде ова зелено поле, се враќаат парите назад кон DXY индекс. Со тоа што можеме да видиме дека големата промена и страв ќе биде ова. Значи, ние имаме цела една година во која што се покачуваше за 0,75% оваа каматна стапка на Федералната резерва, за истата конечно постепено да биде намалена во декември и јануар на 0,5 и 0,25, што значи дека нормално е кога ќе добиеме 0,5% да се врати стравот на пазарот и луѓето да се повторно преиначат кон чување на долари. За жал, тоа е економијата и мора да ја следите, нема брзање. И уште еднаш ќе напоменам, ние не сме трговци, затоа ова воопште не ни смета. Нас поентата ни е да купиме на што може пониска вредност, за да можеме да продадеме во следниот бул циклус, кој што го очекуваме да биде негде после април 2024 година. Така да, нас не е битно да лоцираме што можеме поблиску до дното. Така да уште една корекција нас воопшто нема да ни смета, затоа и ви реков дека тие 10% и понатаму ги чуваме, поради работи кои што не може да ги предвидите на пазарот. Вала, работи кои што не може да ги предвидите на пазарот. Така да, поради оваа причина, ја мислам дека ова е добра лекција, да не можеме, нели, предходно пред време да се радуваме, но повторно она што е разликата помеѓу мене и останатите аналитичари, посебно Марио, е тоа што јас не очекувам многу дно. Додека за разлика од тоа Марио очекува многу дно, кој што ќе го анализираме сега во следниот дел. Сакав само да поменам преку DXY пред да продолжиме понатаму. Така да тоа е генералниот страв кој што го очекуваме на пазарот од следниот состанок на Федералната резерва, но повторно нема да анализираме ништо конкретно се додека не видиме што ќе ни покажат овие два извештаја кои што моментално се уште не сме ги добили. Гледаме дека на неделно ниво, за жал, исто така индикаторите ни покажуваат доста позитивна слика за индексот на DXY. Ако мене ја прошувате, редно е да падне, но тоа е тоа. Очигледно немаме среќа со оглед на фактот дека, за разлика од останатите средства кои што ги следиме на пазарот, само DXY има ваква институционална поддршка која што може да направи памп кога сака. Така да тоа е малку лошо, но тоа е тоа. За жал зависиме од ваквата политика на Америка и можеме да видиме дека и на неделно ниво има доста солиден потенцијал за раст со оглед на фактот дека MACD се уште не ни поминал на нулата, а е во булиш фаза. Гледаме дека RSI се наоѓа на вредност од 53,8, што значи дека има уште солидни 16% нагоре за движење нормално, и RSI е единствениот кој што е висок, но се останато има потенцијал за растење. Така да гледаме дека овдека многу појасно се гледа оваа тренд линија која што моментално имавме овде како корекција на оваа, да речем, мала формација, но тоа е нешто што не верувам дека ќе држи доколку се случи ваква ситуација во која што Федералната резерва ќе продолжи со негативни влијанија врз пазарот. Сега, тоа е се што имаме да кажеме за DXY, нема да навлегуваме во анализа на традиционалните пазари, затоа што истите на некој начин го емитираат и самиот Биткоин. Може да видите, значи оној памп кој што го имаме на почетокот се претвори во дамп, затоа што моментално имаме ситуација во која што rate hikes ќе продолжат. Така да нормално дека тоа ќе се случува и на традиционалните пазари и на биткоин, затоа ќе се посветиме денеска само на биткоин претежно. Значи овие работи можеме сега да ги исклучиме затоа што ни се јасни
и знаеме што очекуваме понатаму. Сега, во однос на биткоин, значи овде ќе имам две анализи кои што сакам да ги споредам со вас, а тоа е повторно една на Марио, која што е на 4 часа, но е доста јасна, и втората е на Blue Whale, ова е еден од умилените трейдери на Никола од Криптовалути Македонија, каде што можеме да видиме дека двајцата имаат сосема различно гледиште на тоа што ќе се случува понатаму со биткоин, а нели, со тоа овде ќе влеземе и ние со наше гледиште, со тоа што, значи, буквално имаме три варијанти во оваа ситуација, каде што, значи, варијантата на Марио е доста бериш, варијантата на Blue Whale, како и секогаш, е доста булиш, и ние имаме некоја неутрална варијанта во која што се обидуваме да не даваме толку генерална слика на тоа, тргаме нагоре, тргаме надоле, се разбираме. Значи, се обидуваме да видиме што моментално можеме да очекуваме во, да речем, средно блиска иднина. Така да ќе направиме анализа на сите и ќе видиме што понатаму. Значи, Марио моментално очекува дека после, значи да го поминеме овој дел, како што каже и самиот, значи буквално комплетно добро го алоцирал врвот и нели успеа, претпоставам, да го шортне со оглед на фактот дека некои од лицата на Криптовалути Македонија се доволно искусни да користат леверидж, за разлика од тоа ние сме инвеститори, Марио е трговец, така да не, секоја чест ако успеа да го направи тоа, поентата е да се направи профит. Сега, гледаме дека после ваквиот период на стагнација, кој што моментално резултираше со пад, затоа што оваа анализа ја доби вчера, значи очекувањата на Марио се, значи иако овдека нели он го оставил тоа како потенцијална опција за или продолжување, односно рекапитулација надолу, или пак пробив на овој претходен тренд кој што очигледно не се случи, со тоа што според неговото сценарио очекува пад како што можеме да видиме до 20.000, за да имаме ритест на оваквата зона која што претходно овдека можеме да видиме е поддршка, значи нормално е дека пред продолжување надоле секогаш правиме ритест на претходно ниво за да можеме да се продолжиме со движење надолу. Сега, овие две вредности кои што он ги нашол, 20.000, кои што ние постојано кажуваме дека е нормално психолошка граница на која што најчесто луѓето купуваат и продаваат, и 21.400 кореспондираат со некои од нашите анализи, а сега ќе покажеме кои, односно доколку го погледнеме овдека овој чарт, можеме да видиме дека 20.000 постојано, значи буквално она што ние го очекуваме. Зошто го реков тоа? 20.000 представува моментално долната граница на Bollinger на Bull Market Support Band. Додека 21.000 и во случајов 300, односно 21.400, само се извинувам да погледам точно каде беше. А не, овдека. Значи гледате, он очекува дека ќе добиеме пад до 20.000, ќе се качиме горе до 21.400, што кореспондира со горната граница на Bull Market Support Band, каде што ќе се добие одлука за тоа што понатаму, односно дали ќе продолжиме нагоре со потенцијален ритест на претходните левели на сапорт, или пак ќе продолжиме надолу, во случајов он очекува пад до негде околу 17.6 и под ова ниво. Што јас искрено не го гледам, он очекува да паднеме и да направиме ново дно, односно да паднеме под моменталното дно кое што го имаме на негде, сега да бидам прецизен, 15.500, иако тоа на чартот не е представено од негова страна, ќе гледаме ово да го правиме малку почесто, со цел да ви дадеме по целосни мислења за тоа што се очекува на пазарот, но како и да е, јас искрено очекувам дека потенцијален ритест на Bull Market Support Band би требало да биде доволен со оглед на фактот дека имаме доста на некој начин нивоа на поддршка, вклучувајќи и 300 неделната средна вредност, 220.000, тоест во оваа ситуација психолошката бариера, како и самиот Bull Market Support Band, како што можеме во оваа ситуација. Можеме да погледнеме и некои други нивоа на кои што ќе разговараме малку подоцна. Сега сакам да навлезам на неговата анализа, но како и да е, значи тоа се двете сценарии кои што ги очекува Марио, односно ритест на долната граница на Bull Market Support Band, ритест на горната граница на Bull Market Support Band, пошто ќе добиеме одлука дали имаме доволно сила да продолжиме надолу или нагоре, значи во оваа ситуација. Така да тоа е што го очекува Марио, додека исто така сакам да се осврнам и моментално на анализата на Blue Whale, односно во оваа ситуација можеме да видиме булиш сценарио, зашто тоа го кажувам. Значи во оваа ситуација гледаме дека според едноставниот начин на анализа кој што го направил Blue Whale, ни покажува дека оваа тренд линија која што имаме уште од почетокот на пампот на биткоин со ова поле на реакумулација ни представува уствари трендот по кој што моментално добивме одбивање и продолжување на истиот нагоре. Тоа за да можеме да го образложиме поедноставно, затоа што кај мене малку пренатрупано, ќе пробам да го направам на овдека може да го направиме, значи само да ви покажам за каков тип на тренд станува збор, со цел да можеме да го видиме тоа што го кажува моментално Blue Whale. Односно гледаме дека од почетокот на
практично овде, значи ева вака е поставен трендот на, само да погледнеме точно дали го направиме тоа што треба. Да, значи гледате, практично овие две, тоа го прави на дневно ниво како што го направивме и ние, значи двете најниски точки во оваа ситуација, само да видам дали го направив тоа правилно. Значи двете најниски точки, се извинувам. Сега проблемот во оваа ситуација што го гледаме е дека моментално овој тренд е скршен. Така да, иако ова беше интересна работа која што моментално веќе во еден, дури два наврати би можел да кажам дека ја задржа цената, гледаме дека моментално истата проби надолу. Оно што би го очекувале во оваа ситуација е ритест на ваквиот тренд пред да продолжи движењето на цената на биткоин надолу, што јас го очекувам со оглед на фактот дека имаме доста негативни вести. Прво од Федералната резерва, а второ затоа и не спомнат ништо. Ако погледнавте вчера на нашите вести, значи кажеме дека има голем фат кој што моментално се движи кон напад, потенцијален напад на USDT, потенцијален напад на Binance US, а со тоа и на Binance, се извинувам, или потенцијален напад на некој од големите проекти како што е на пример Ethereum. Ова се причини поради кои што можеме да очекуваме негативно движење на целиот криптопазар, што е сосема нормално во оваа ситуација, со оглед на фактот дека една од големите земји, односно земјата која што има најголем промет и капитал во крипто, се обидува на некој начин да го забави, да го, не може да кажам банира, но да го забави растот на крипто секторот. Значи тоа е жално, но е реално и мораме да се прилагодиме на ваквата ситуација. И уште еднаш ќе напоменам, на долг план јас не гледам ништо освен позитивни работи за крипто секторот, а како што кажав вчера во однос на оно што го спомна Брайан Армстронг, CEO на Coinbase, истото што го повтори и Бред Гарлинхаус, значи единствен избор на Америка е да ја прифати криптосферата или да биде оставена назад. Значи истото го кажа и Винклвос, еден од браќата кои што ја посетуваат Gemini менувачицата, че сите го повторуваат истото. Немаат избор, не е дали сакаат оно или не. Секојдневниот човек одлучува во оваа ситуација да користи крипто и никој не го прашува ниту во светскиот поредок УЕФ, ниту владите дали они сакаат или не. Така да они немаат избор освен да го прифатат, но знаете како? Сега вака ќе ви кажам една интересна анекдота. Вели, знаете она кога се вели го пропуштивте следниот воз? Па тоа не важи за институции. Затоа што кога вие сте го пропуштиле последниот воз, нема да се врати, сигурно. Но ако институција го пропушти последниот воз, ќе го врати возот назад за да се качи. Истата ситуација моментално што ова го гледаме е доколку го пропуштиме возот со биткоин, ќе го вратиме колку што можеме возот назад, односно ќе ја бутнеме цената на биткоин колку што можеме подоле, за да можеме да си купиме колку што нас ни одговара на колку што нас ни одговара. Затоа што ги имаат инструментите тоа да го направат, почнувајќи од Федералната резерва, а да не забораваме дека и некои големи играчи, верувајте ми, и понатаму ќе продолжат да купуваат биткоин, а тоа ќе ви покажеме моментално на бројот на активни адреси негде при крајот на оваа анализа. Така да, верувајте ми, ова е една од работите кои што мора да ги запомните. Ако вие го пропуштите последниот воз, крај, сте го пропуштиле. Но ако институција го направи тоа, институциите се способни да го вратат возот само за да се качат кога нив им одговара. Сега, кога веќе ги погледав овие две анализи, јас мислам дека фер е да кажеме дека анализата на Blue Whale моментално е побиена, со оглед на фактот дека можеме да видиме дека оваа тренд линија која што моментално ја гледаме овдека е веќе скршена и само прашање на време кога ќе направиме ритест пред да продолжиме надолу. За жал, по се изгледа ќе добиеме многу подлабока корекција од она што моментално го гледаме на пазарот, затоа што како што може видите и сами има многу негативни вести, вклучувајќи и Федералната резерва која што и понатаму за жал наместо да направи давиш поместување, затоа што тоа веќе го вети, се враќа повторно назад кон онаа политика затоа што им е страв дека може да се случи да се вкорени инфлацијата или пак истата да се врати на повисоки нивоа. Сега во однос на анализата која што ја направи Марио, јас би сакал да се вратам на истата и да направам соодветна наша анализа кај што ќе ја споредам со неговата. Мислам дека овој дел со анализата сосема се совпаѓаме јас и он, со тоа што враќањето назад до потенцијални 23.286 би сакал да го видам овде, односно 23.286 би кореспондирало негде со како ќе дојде овде. Значи, практично до ова ниво. Он очекува дека ќе имаме потенцијално, доколку успееме да се коригираме овде, да дојде до... Предпоставувам дека оно што сака да го каже е дека доколку се коригираме, како што кажавме, од bull market support band-от, би било логично да се придвижиме до оваа, во случајов, контролна линија, која што моментално ја гледаме овде, затоа што ова е уствари најголемиот предел на каде што имаме највеќе трансакции и потоа да продолжиме надолу со оглед на фактот дека и јас и он сме свесни дека он е пермабер, очигледно во овој дел, и верувам дека тоа е оно што го очекува, затоа што
Значи, тоа е доколку успееме да се пробиеме надвор од bull market support бендот, истиот би очекувал корекција на лов, верувам, со оглед на фактот дека веруваат, значи самиот Марио, со оглед на фактот дека разговараме доста време, значи истиот верува дека сме рано за овој bull market и очекува уште поголемо дно. Сега, јас ќе пробам да го побием ова неколку пати со неколку различни анализи. Значи ова е тоа што он го очекува значи или ова или очекува истиот да не биде успешен и да добиеме директно пат надолу по ретестирање на bull market support бендот. Односно, што би сакал прво да напоменам. Значи, јас прво не гледам причина зашто тоа би се случило, прво ќе се вратам на најголемиот циклус кој што го имаме, односно, ако се сеќавате, ние постојано правиме анализа на овој дел, каде што на алгоритмички приказ можеме да ги видиме најдобро моменталните временски поставувања на овој циклус. Значи, зошто не верувам дека моментално ќе направиме ново дно, иако тоа очигледно ваквиот фат на пазарот и поместувањето на политиката на Федералната резерва што не го очекувавме може да го предизвикаат. Повторно не верувам дека ќе се случи затоа што досега, значи без разлика дали имало ковид, без разлика што имало, значи ниту еднаш не успеал некој да го скрши овој циклус на биткоин. Не верувам дека нема да има прв пат, но не верувам дека тоа е сега. Затоа што можеме да видиме дека уште од самиот почеток, значи постојано имаме 47-48 месечни циклуси, како од дно до дно, така и од врв до врв, кои што можеме да видиме дека се постојано испочитувани до сега, со тоа што и овдека, точно околу таа рамка од 47 месеци, успеавме да формираме дно, односно тоа е во ноември 2022 година. Така да, повторно, прво, овдека не гледам причина зошто ова би било прекршено, кога истото се случи и овде. Значи, откако утврдивме дно, добивме таква корекција, но истата корекција не беше доволно силна за да го скрши претходното дно, затоа што луѓето веќе имаат представа каде оприлика би се движела цената доколку потенцијално тренеме надолу. Односно, кога би почнале да се движиме блиску до ова поле, кое што моментално го гледаме на 47 месеци, кое што беше остварено во ноември претходната година, односно било каде блиску околу 16, јас верувам дека ќе има огромен број на и бер, односно и мечки кои што ќе купуваат. Затоа што, ќе напоменам уште еднаш, јас верувам дека многу од луѓето кои што пропуштија да купат на ова ниво, сега би сакале да имаат шанса да се вратат доле и затоа верувам дека голема веројатност дека прво самите мечки, односно оние кои што се перма бер, не би дозволиле доколку се случи да се вратиме на тоа ниво, да го пропуштат шансата да купат. Значи тоа е прво од макроциклус. Потоа, да погледнеме што друго имаме. Значи, генерално од нашата анализа која што моментално имаме на овој чарт, каде што имаме, нели, Bollinger Band, имаме Market Cipher, VPVR и слично, значи можеме да видиме дека оно што го очекува Марио, односно враќање до 20.000 и качување до 21.400, исто така кореспондира и со горната граница на ова поле кое што моментално го имаме како акумулација. Односно ова поле на акумулација кое што го имавме овде, практично ретестирање на горната граница од истото би било она што моментално Марио го очекува, што исто така се гледа и овде во самиот bull market support band. Значи гледаме тоа во неколку структури. Иако разликата е што овдека е на неделно ниво, овдека е на дневно ниво. Што би било сосема нормално и ваков пат не би ми изненадил со оглед на фактот дека на вистина од сите страни имаме фат. Ако го имаме фат, нормално очекувано е и понатаму ваквиот тренд да продолжи надолу. Сега, прво и најбитно што мораме да видиме е пробивање на ова дно. Значи, како што кажавме, досега се уште не сме го скршиле самиот начин на кој што биткоин се движи. Односно имаме дно, врв, повисоко дно, повисок врв, повисоко дно. Се додека ово дно не падне под ова ниво, негде околу 21.300, што уствари представува претходното дно, се уште не гледам причина зашто би рачунале на целосно кршење на оваа, да речем, формација, односно конструкција која што имаме нагоре, иако за жал излеговме од овој канал кој што моментално представуваше многу солидна поддршка на цената во два наврати, но тоа е тоа. Значи моментално заради тоа што немаме позитивни вести, со тоа што мораме да видиме дали ваквиот недостиг на позитивни вести и огромна количина негативни вести очигледно ја бутка цената и понатаму надолу, така да останува да видиме како се до тоа ќе се реализира. Значи мораме да следиме во исто време и фундаментални вести, а со тоа нели да правиме и напоредно соодветна техничка анализа. Затоа што ако погледнеме на дневно ниво, овдека индикаторите ни кажуваат нешто сосема поинакво. Односно гледаме дека само прашање на време кога ќе добиеме заобнување на, само да видам, ми фали, да, ова се поместила, не знам како, че ова треба да биде на минус 60, затоа што најчесто корекциите се случуваат околу минус 60, може да погледнете и сами. Значи околу 60 се случуваат најчесто овие корекции, тоа е некој непишено
Така да, само прашање на време кога ќе добиеме корекција на MACD во нагорна линија, со оглед на фактот дека се уште базичните сигналните линии се доста раздалечени. Гледаме дека VWAP повторно се заоблува надоле за жал и гледаме дека имаме одлив на средства од овој сектор, што е очигледно, но во исто време гледаме дека имаме многу ниска вредност на RSI. Значи RSI е на вредност на 39, која што кореспондира со практично дното кое што го имаме во оваа ситуација на биткоин во претходниот нели на почетокот на самата година, како што и можеме да видиме дека сток RSI е на нула практично. Така да, само прашање на време кога оваа bearish divergence ќе заврши надолу. Значи, нели, ова се ќе биде поврзано со вести, верувајте ми, но генерално овдека можеме да погледнеме дека и самите индикатори понатаму ни продолжуваат дека нема потврда за bullish divergence, но очигледно е дека се доста блиску до тоа на дневно ниво барем. Додека на неделно ниво доколку го погледнеме, можеме многу појасно да видиме на неделно ниво каде е овој тренд кој што моментално се наоѓа во овој канал, кој што за жал да се надеваме дека оваа недела нема да заврши со среќа надвор од овој канал, затоа што на тој начин ќе значи дека оваа формација е скршена, така да се надеваме дека тоа нема да се случи. Во меѓувреме би сакал да ги погледам исто така и индикаторите кои што ни покажуваат дека на неделно ниво сме во фаза на корекција. Значи може да видиме MACD моментално е расширена базичната сигналната линија надолу, со оваа точка црвена која што тоа го потврдува. Гледаме одлив на средства од, извинете, на средства од ова капитално добро, односно биткоин. VWAP се движи надолу. Гледаме дека и RSI моментално само што го ретестира нивото на 50, сток RSI е надолу, а беше прекупен, значи моментално е на ниво од 80, има голем простор за движење надоле на неделно ниво, како што можеме да погледнеме, така да оваа корекција има солиден простор за движење надоле, доколку ги погледнеме индикаторите. Сега, повторно, движење надолу, разликата како што кажав помеѓу мене и Марио, тоа што јас не очекувам да направиме ново дно. Односно, според оно што го гледам моментално на пазарот, јас не очекувам да дојдеме нигде блиску до претходното дно. Повторно, очекување може да се сменат со оглед на фактот дека гледате и сами вестите, некогаш едноставно може да ви изненадат. Затоа и кажувам дека според мене, гледано на овој чарт, значи јас би очекувал буквално овој ритест на bull market support бендот да се надеваме да биде успешен. И исто така можеме да погледнеме дека дури и пат под 20.000, кој што моментално е и долната граница на bull market support бендот, а во исто време и психолошка бариера, би бил задржан потенцијално од 300 неделната средна вредност, која што моментално гледаме дека во претходниот период била отпор за моментално да потенцијално стане поддршка доколку дојдеме на повторен ритест на истата. Така да гледам дека имаме доста јаки нивоа и дополнително на тоа да не заборавиме едно од главните нивоа, а тоа е оваа тренд линија која што моментално имаме овде, која што во претходниот период, ако се сеќавате, го покажаме неколку пати, значи истата оваа тренд линија успева да го задржи биткоин како во последниот скок на bull market од 2017 година, така во двата bear наврати на 2018 и 2019, како и моментално во овој период, значи исто гледаме дека оваа тренд линија успеа да ја задржи цената на биткоин. Така да гледам дека има доста јаки нивоа кои што би требало да бидат скршени пред и да разговараме за потенцијално правење на ново дно, така да она што нели повторно сега останува да видиме кој е управо, дали јас или Марио. Јас ќе побарам од Марио ако има можност и ако има време да нели ни достави можеби и малку повеќе да речеме анализи, можеби потенцијално и да гостува во нашето шоу. Останува да видиме дали истото има доволно време, но како и да е, нели, поентата е да добиете второ мислење, значи ова е мое мислење со кое што јас на некој начин се противам на неговото, но останува да видиме кој ќе биде во право. Сега, исто така би сакал да покажам уште еднаш дека се наоѓаме во овој голем канал кој што моментално досега не успеал да биде скршен, значи во два наврати буквално добиваме како што може да видите и сами истата оваа формација, по која што едноставно цената почнува да се движи во нагорна линија во овој канал. Ова е прв пат да добиеме, гледате, значи една корекција и сега веќе втор пат се обидува да излезе надвор од каналот, но повторно јас верувам дека ова е само ритест на bull market support band. Останува да видиме. Како и да е, ова е предизвикано, како што веќе кажаме многу пати, поради 50 месечната средна вредност, како и 250 неделната средна вредност, кои што моментално се многу јаки бариери за пробив на цената на биткоин, заедно со ова локално дво оформено после првиот пат на Тера Луна колапсот. Уште една интересна работа која што сакам да напоменеме е дека пат до оваа долна граница која што моментално ја разговараме, односно трендот кој што го гледаме овде, само момент, овој тренд кој што го гледаме овде, би кореспондирал со пат на цената на, да речем, биткоин во
под bull market support бендот до оваа долна граница на овој Wyckoff accumulation range. Значи тоа е worst case сценарио за кое што разговараме, но повторно, значи мораме да ги земеме овие работи во предвид пред нели да видиме дали ќе се случат. Значи мораме да видиме што би било најлошото сценарио доколку на пример се случи да самиот Фед на вистина тргне непријателски кон традиционалните пазари и криптопазарите, со тоа што во оваа ситуација можеме да видиме дека и овде имаме доста големи нивоа на поддршка кои што треба да ги прекршиме пред да можеме да разговараме за потенцијално ново дно, што јас не верувам дека се случи, наспротив на тоа што моментално го анализира Марио. Останува да видиме. Значи, дури и моменталната ситуација која што е доста позитивна за доларот, повторно не верувам дека толку јако ќе се одрази на биткоин за да направи ново дно. Останува да видиме. Сега, значи како што може да видите и сами, се уште се наоѓаме во овој рейндж на правење на LPS, односно less point of support, кој што моментално гледаме дека во два наврата се случи. Сега ќе видиме дали ќе имаме подлабока корекција, што е сосема возможно со оглед на фактот дека не е лесно да пробиете над оваа горна граница на трейдинг рейнџот на Wyckoff акумулацијата, која што значи некогаш ваквиот последен елемент може да трае и многу подолго од она што моментално го гледаме, што е она што нели го гледаме во случајот. Значи не мора да значи дека од прва веднаш ќе направиме пробив нагоре, а да не заборавиме и дополнително ono што го разговаравме дека ваквата формација може да формира така речено и head and shoulders доколку успееме да задржиме негде цената во овој сегмент кој што нели го очекуваме. Веќе разговаравме за тоа ако се сеќавате, значи многу поедноставно се гледа овде. Значи како што се сеќавате, она што го разговаравме е дека моментално оваа тренд линија која што ја има овдека ни дава потенцијално формирање на head and shoulders формација која што би изгледала вака. Значи, ова би било shoulder, ова би било head, ова би било потенцијално втор shoulder, да речеме доколку падне до 20.000, може би ќе падне и малку подолу, но како и да е, доколку не оформи ново дно, јас верувам дека ќе има формирање на оваа формација која што моментално ја гледате овде. Само момент, успеав да кликнам се. Добро. И ако тоа се случи, тоа ќе биде многу позитивно за цената на биткоин, затоа што ваквата формација, како што кажаме, значи ова е повторно. Потенцијално мораме да видиме дали истото ќе се оствари. Значи потенцијално ваквата формација која што би ја мериле од нели дното на оваа глава до тренд линијата на која што се оформува, би била потенцијално ритест на ова ниво, кое што е буквално ова акумулационо поле кое што го имаме во летото 2022 година или пак последната корекција пред врвот кој што го постигнавме во 2022 година на почетокот. Така да ова на некој начин има логика ваквото ниво со оглед на фактот дека нели тоа би било исполнување и на оваа head and shoulders формација, останува да видиме дали ќе биде тоа така, но како и да е, ова е потенцијал. Значи мораме да видиме како тоа ќе се оствари понатаму. Значи тоа е прилика околу анализата. Сега дополнително морам да напоменам дека и покрај целиот фат ние се уште не сме доволно коригирани на Fear and Greed индексот, значи се наоѓаме само на 50. Потребно ни е навистина да се вратиме надолу за да разговараме за потенцијален следен скок. Че гледате дека сите, да речем, индикатори заедно со Fear and Greed ни покажуваат дека се уште сме далеку од соодветна корекција на криптосекторот за да можеме да разговараме за солиден раст. Истото можеме да го видиме и во традиционалните пазари кои што има масивен раст во последниот период, кои што се уште се наоѓаат во неутрален период, а допред само неколку дена се наоѓа дури и во грид. Сега, би сакал да погледнеме уште некои интересни дополнителни индикатори на брзина, кои што ни покажуваат дека ова е само враќање во потенцијална најдобра зона која што моментално е за купување на биткоин. Оно што го кажав дека ваквото враќање надолу на биткоин ни дава така речено втора шанса за оние кои што успеа да го промашат овој скок, кои што кажуваа леле како не купив кога беше на 15.000, стандардна работа. Значи уште еднаш ќе напоменам, значи гледаме и сами. Овдека MVRV Z-скорот ни покажува во кои периоди биткоин е најпрофитабилен и практично најпрофитабилен би бил кога се наоѓа во ова црвено поле, со оглед на фактот дека таму има максимална вредност во однос на моментот каде што се наоѓа самата цена и обратно имаме најдобро место за купување каде што има најниска цена според ваквата проценка на MVRV скорот, каде што моментално кога би се вратиле надолу уште малку, повторно влегуваме во она поле во кое што има најдобар момент за купување, односно највеќе би вредело во тој момент да купиме. Како што може да видите досега MVRV Z-скор, значи на вистина одлично го наоѓал овој простор на купување, гледате и сами. Значи
во дното во 2014-15 година, вие доколку би купиле кога MVRVZ ви покажува ова зелено поле, би купиле на самото дно. Повторно, кога овој индекс повторно се враќа на самото зелено поле, би купиле во самото дно во 2019 како и во 2020 година со самиот COVID колапс, и моментално гледаме дека се уште се наоѓаме многу блиску до најдоброто место каде што би можеле да купите. Значи тоа е уште еден индикатор кој што ни покажува дека ваквата корекција само ќе наврати во едно од најдобрите места каде што е одлично да се купи за следниот bull market. Истото можеме да го видиме и од R-Hodl ratio, односно ова е практично индикатор со кој што се проценуваат последниот момент кога биткоин сменил рака, односно отишол од еден во друг wallet и неговата цена, со тоа што ваквиот просек повторно ни покажува, значи кога имаме се повеќе и повеќе ваква размена, се повеќе се придвижуваме кон врвовите на одредени циклуси, и обратно колку повеќе се намалува ова размена, односно колку повеќе луѓето hodl прават, односно почуваат биткоин, не го продаваат, се повеќе се наоѓаме поблиску до најдобрите места во кои што би било паметно да се купи. Гледате и сами, значи секогаш кога овој индекс бил низок, сме се наоѓале на дно. Иста ситуација како и самиот MVRVZ score, и оваа ситуација овде кога гледаме дека враќањето на овој индекс надолу повторно се враќа во ова зелено поле каде што би било едно од најдобрите места да купите биткоин. Истото можеме да го видиме и од The Puell Multiple, кој што е уствари продажба на наградата на майнерите, кој што моментално гледаме дека во овие периоди на зелените, да речем на зеленото поле, се во најголема загуба, односно немаат голем профит од она што го произведуваат, додека најголем профит прават кога се наоѓаат во ова црвено поле, со тоа што повторно истата ситуација, значи секој дно на циклус се наоѓаме надолу во зеленото поле, секој врв на циклус се наоѓаме во црвеното поле, со тоа што ние само што излеговме од зеленото поле и гледате дека майнерите веќе се практично 30% од максимумот што може да го постигне овој индекс, значи дека навистина почнале да прават солиден профит за она што го копаат нормално, со тоа што повторно враќање надолу, верувајте ми, само ќе го забави нивното продавање. Значи никој не е луд да продава во толку голема загуба, така да верувам дека ова, доколку би се вратило надолу кон зеленото поле, само ќе забави да мајнерите и понатаму продаваат. Значи верувајте. Затоа што нормално чекате подобра цена, да би можеле да го пласирате продуктот за кој што работите напорно со години. И сега една многу битна работа е тоа да видиме дека и понатаму бројот на биткоин wallet-и расте, без разлика на тоа како фат, без разлика на тоа каква е ситуацијата на пазарот. Гледате и сами дека во ниту еден момент, значи имаме само една кратка корекција овде која што веднаш е поправена. Може да видите и сами во овој период, значи имаме мала корекција и повторно се придвижува нагоре, гледате и сами. Значи ова е корекцијата блага и повторно се придвижува нагоре ваквиот број на новчаници. Тоа е новчаници кои што поседуваат 0,01 биткоин, 0,1 биткоин, иста ситуација, значи во ниту еден момент немаме забавување, туку само немаме надолу, туку само имаме забавување на растот, но растот не престанува и гледаме дека моментално само што не се наоѓаме на 4 милиона. Значи имаме 4 милиона и 248 илјади wallet-и кои што поседуваат 0,1 биткоин, 1 биткоин. И овде, гледате дека истата ситуација, иако имаме забавување, тоа не го менува фактот дека и понатаму расте, значи се наоѓаме многу блиску до формување на 1 милион новчаници со 1 биткоин, а имаме 984.000 такви. 10 биткоина, иста ситуација, растот не е запрен, туку истиот е на некој начин на хоризонтално ниво, значи постепено се уште се одвижи во раст. И нормално во оваа ситуација би сакал уште да го поминам и Rainbow чартот. Значи гледате дека и понатаму од 0,01 биткоин до 10 биткоини и понатаму растат ваквите wallet-и. Можеме да погледнеме дека на Rainbow чартот уште еднаш истата ситуација што ја погледнавме во претходните, враќање во овој дел, значи каде што можеме да видиме на вредноста на биткоин, представува според моментот, односно бојата која што има самиот Rainbow чарт, значи fire sale, едно од најдобрите места каде што може да купите биткоин, со тоа што во оваа ситуација дури и чартот на биткоин успеа да излезе надвор од оваа сфера, значи вака ќе отворам да видите, че успеа дури да излезе надвор од оваа сфера, а доколку погледнеме на генерално ниво, значи секој момент кога се наоѓаме во оваа долна граница на Rainbow, односно негде околу потемната плава боја, е одлично време да се купи биткоин со на долг рок. Затоа овде, како што кажав, станува збор за инвеститорски канал, не станува збор за трейдинг, затоа и јас постојано форсирам индикатори и да речем формации и анализи на долг рок, односно на макроанализа. И за крај, исто така би сакал да го погледнеме и Nupal,
Значи, иако имам уште неколку, ова е само од Look into Bitcoin, каде што може да ги најдете сите овие индикатори, кои се доста интересни. Значи, the Net Unrealized Profit Loss или NUPL представува индикатор кој што ни покажува каде се наоѓаме во еден циклус. Со тоа што во однос со тоа каква е неговата вредност, значи можеме да го споредиме на овој потенцијал. Значи, ова ако сте биле долго време во трейдинг, сигурно сте го виделе или во инвестиции, каде што едноставно се представува чувството на трейдерите од тоа каде се наоѓаме во еден циклус, со оглед на фактот дека имаме чувства кои што ги имаме во бер и чувства кои што ги имаме во бул. Каде што моментално можеме да видиме дека доколку споредиме на NUPL и неговата вредност, се наоѓаме во поле на hope. Значи не можеме да кажеме fear, затоа што ваквиот fear најчесто доаѓа кога се наоѓаме на многу високо ниво, само да ви покажам што сакам да кажам. Значи погледнете. Fear практично доаѓа во оваа ситуација кога се наоѓаме овде пред самиот пат. Значи anxiety, fear представува овде некаде. Додека во оваа ситуација hope гледајте каде е. Така. Значи моментот каде што се наоѓаме во hope, вие практично оваа прво рали кој што моментално е во корекција е буквално истата ситуација што моментално ја гледаме на пазар. Така. Значи ова е првиот рали кој што го гледаме во корекција, каде што доколку би го измереле според NUPL нели индексот, можеме да видиме дека се наоѓаме точно таму. Односно после ова рали, корекцијата е точно hope делот кој што можеме да го видиме овде пред практично самиот почеток на bull маркетот. Сега, овдека дури интересно, иако не намерно ова направено, значи, оно што го кажувам постојано, иако можеби ќе добиеме позитивно движење на цената во оваа година, не очекувам истото да биде толку позитивно за да имаме експлозивно движење нагоре, но во моментот кога ќе добиеме халвинг, верувам дека ќе се придвижиме во овој дел. Повторно, се уште е рано, ќе напоменам уште еднаш дека барем до летоска, барем до ова лето, барем до јуни, кога ќе добиеме ситуација во која што и Хонг Конг ќе легализира крипто, ако тоа го добиеме нормално, верувам дека и понатаму ќе имаме доста негативни вести на пазарот. Гледаме дека и понатаму Фед продолжува да прави негативни вести, ФАД истото го прават и DOJ, односно Министерството за правда, Комисијата за хартија од вредност во Америка, значи има доста високи институции во светот кои што навистина се обидуваат да направат репресија врз овој блок, така да за жал верувам дека дури во втората половина од оваа година ќе имаме солидно движење нагоре, како што кажав, поради тоа што ќе имаме отварање на источниот пазар, почнувајќи со Хонг Конг и неговото легализирање на крипто на 1 јуни, како и дополнително да не забораваме дека ќе се залета онаа кампања на претседателски избори во Америка, кои што не можат да си дозволат да има избори и да бираат кандидат кој што е негативно расположен за криптосекторот, така да верувам дека тогаш целото ова фама и фат ќе спласне и ќе се вратиме во нормала во користење на криптосветот. Значи, како што можеме да видиме, оваа ситуација не е доста позитивна според оно што го гледам на макроанализа и овде като го погледнеме на самиот индикатор, значи се наоѓаме на CBBI индикатор од вредност 16, што е сосема солиден почеток на bull маркет, можеме да видиме. Значи, иако овдека е тоа слично, каде што сме добиле вредност 15, па сме паднале на 9, 8, тоа не го менува фактот дека не сме направиле ново дно, затоа што многу ретко се случува овој индикатор да падне на вредности од типот на 1-2, како што тоа го направивме во овој сегмент овде. Така да затоа и верувам дека ова е нешто слично на 2015-2016 година, каде што после ваквата вредност од 15-16 можеби ќе добиеме уште подобра, подебела корекција, која што само ќе ги рестартира нашите индикатори многу подобро за потенцијален следен раст. Повторно, не можеме да знаеме, гледате и сами дека економијата е жива наука и постојано испаѓаат вести кои што не се планирани, затоа мора да имате бекап план, а тоа во нашата ситуација е уште 10% од нашето портфолио во стейблкоини поради ваква ситуација која што моментално ја гледаме. Генерално на пазарот, почетокот на оваа година и понатаму очекуваме да биде негативен за крипто, иако тоа се покажа како недоволно за овој раст кој што го добивме на почетокот, но дури некаде втората половина од оваа година очекуваме потенцијално целиот овој фат да се намери, посебно највеќе поради паѓањето на FTX, кој што уствари еден од главните причини што го предизвика сето ова. И можеме да видиме на glassnode.com дека моментално значи ова е да видите колку активни адреси има. Иако овие активни адреси не значи дека само купуваат, можеби истите и продаваат, но гледаме дека интересот за биткоин од дното постепено почнува да се зголемува. Значи тоа е она многу битна работа која што сакам да ви ја напоменам, значи не зборуваме за тоа колку луѓе држат, туку луѓе го користат и го тргуваат. Во оваа ситуација гледаме дека од падот кој што го имавме, значи моментално имаме зголемување на вредност. И генерално можеме да видиме дека таквата вредност на биткоин, неговото тргување е се поголема и се поголема.
Така да ова е една битна работа која што мораме да ја запазиме, исто како и бројот на новчаници кои што растат, дека не само оние кои што ходлаат, туку и оние кои што го користат за тргување и слично, расте постепено. Значи, иако имаме нормално спајкови кога се наоѓаме во одреден bull market, тоа не умено фактот дека overall повторно сме постојано во раст на овој индикатор. И како и секогаш за крај, нормално морам да го спомнам и ова, тоа е дека имаме уште 417 дена до следниот халвинг, кога очекуваме да дојдеме до експлозивно движење на bull маркетот нагоре, иако не можеме секогаш да бидеме 100% сигурни, секогаш постои некој процент дека можеби овој циклус ќе биде скршен, тоа не го менува фактот дека досега ниту еднаш овој циклус не потврлил, затоа и не гледам причина зашто би се сомневале во овој момент. Така да уште еднаш ќе напоменам, ние се движиме по самиот циклус на биткоин, досега не разочарал, барем ние се наоѓаме во истиот еден цел сигурно сме биле во истиот во самиот циклус и сме се движеле поред самиот циклус, затоа и не гледам причина зашто и понатаму не би го направиле тоа, кога гледаме дека 3 пати поред овој циклус е буквално како часовник. Така да тоа е барем нашата цел како инвеститори, да и понатаму продолжиме да го користиме овој многу добар, да речем, индикатор кој што overall навистина покажува дека е на место и дека може да биде веруван и нели доколку биде скршен, тогаш ќе размислуваме поинаку. Но сега за сега, уште еднаш ќе напоменам, имате многу време да се едуцирате, имате многу време да размислите дали сакате да бидете дел од оваа сфера. Ништо од ова не представува финансиски совет, но би напоменал дека треба многу добро да размислите со оглед на фактот дека се наоѓаме пред масовна адаптација на кредитов секторот, дали би сакале да бидете дел од оние кои што се иноватори, кои што има доволно храброст да бидат дел од нешто ново, или пак сакате да бидете дел од оние кои што на вестите ќе гледаат после овие 417 дена како цената на биткоин пораснала, не знам, 500% и нормално тогаш ќе биде зошто не купив, како не купив, зошто никој не ми кажа. Сега во Македонија никој не може да каже дека нема материјал, ние лично се погриживме да има премногу материјал, иако уште многу фали, тоа не го менува фактот дека сите основни работи кои што треба да ги научите за крипто секторот се обидовме да ги покриеме, а продолжуваме и понатаму со обработка на нови материјали. Затоа сте вие овде, како што може да видите, без разлика дали станува збор за техничка анализа, без разлика дали станува збор за вести, значи многу голема помош примаме од самата заедница, се надеваме дека тоа ќе продолжи и натаму. И за крај, нормално како и секогаш, единствена работа мала што ја бараме од вас е, доколку ви се допаѓа материјалот на нашиот канал, да го препорачате на луѓе кои што навистина сакаат да научат нешто повеќе за крипто секторот или па кои што не слушнале за овој сектор кој што е доста потенцијален и наскоро доаѓа во целиот свет. Така да уште еднаш би ви заблагодарил за вниманието, за на некој начин верноста кон нашиот канал и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија.